Сонке пред одлука за протест или генерален штрајк, според нив со сегашните плати во средното и основното образование, наставниците биле деградирани и понижени. Има, искрено кажано, деградација на улогата на наставникот во општеството во однос на платата. Се губи достоинството затоа што се доаѓа во ситуација кога сега наставникот место да брише табла треба да брише под со таа плата. Многу блиску доаѓа коефициентот единица со коефициентот 2,50, 2,5, 2,503 или 2,533, кој што е на наставник и на, да речеме, коефициент единица, што е се позиции кои што се може да се извршуваат без никаква квалификација односно со основно образование. Конечната одлука за тоа како Сонке бара повисоки плати за наставниците ќе се знае утре за кога е закажана седница на највисокото тело Советот. Сепак, иако синдикалците се подготвуваат за крајниот чекор, протест или генерален штрајк, тие не се откажуваат од преговорите со владата. Нова средба со економскиот совет имаат веќе во среда. Има добра волја, што би рекол, од страна на владата и се надевам дека нема да дојде до порадикални чекори од страна на СОНК и дека ќе се најде некој решение нормално што ние како СОНК излегуваме во пресред на владата. Значи не бараме тоа да се реши сега и веднаш, туку да се реши во текот на неколку години, 1-2 години. Главното барање на СОНК е усогласување на останатите плати со минималната и нејзино множење со така наречените бодови, односно коефициенти на сложеност на труд. Во моментов просечната плата во образованието е околу 26.000 денари. Доколку се прифатат барањата на СОНК и минималната плата се помножи со коефициент од околу 2,5 за позиција наставник во основно и средно образование, тогаш нивните плати би изнесувале околу 46.000 денари.